Otvoreni novi pazari za makedonsko-to jagne. Po podolgi pregovori danes se realiziraše prvi od kargo let so makedonsko-jagneško meso nameneto za jordanski od pazar. Денеска 30 тони разладено, свежо македонско јагне ќе замине на пазарот во Јордан. Она што може да го кажеме дека договорот кој што го има се работи за некаде 2000 јагниња вкупно, кои што во овој краток период ќе требат да бидат извезени. Пробивањето на пазарот во Јордан е резултат на драстично намалената побарувачка за македонското јагне на традиционалните пазари, како Италија, Грција и Хрватска. Со отварањето денес и пратката што оди од Македонија во Јордан, се отвараат нови пазари, за кое што преговорите со службите или службата на Јордан почна уште на почетокот на годината. Успешно ги завршивме со усогласување на здравствено ветеринарниот сертификат за извоз на македонско јагне на пазарите на Јордан. Но за Јордан заминаа само 30 тони, односно околу 2000 јагниња, а само во источниот регион имаше околу 50 до 70.000 јагниња за продажба. За нивни откуп сточарите помош бараа уште од февруари и во добар дел мораа да се снаоѓаат сами. Ние дел продадовме од јагнињата, и тоа повеќето машките, затоа што времето, климата си го прави своето. Чекавме на државата, значи од февруари натака чекавме на државата да организира некој откуп. Од тоа ништо и ние самите со трговци. Цената е катастрофална, ама тоа е значи кога некој давеник се дави, па гледа само да иде до прегод, да исплива. Оние што јагнињата ги продадоа порано и во организиран откуп се крајно разочарани од откупната цена која падна и до 120 денари за килограм. Можеше иш да не ги земат и да останат, немаше што да им правиме. На овците еве нема овчари што да им правиме, камоли да остане јагнињата. Према тоа од двете зло па и земано помалото зло. За да ги амортизира и овие појави, а и да ги ублажи последиците од корона пандемијата, од Министерството на сточарите им понудија и дополнителна помош. И направивме интервентна посебна мерка каде што овозможивме да сточарите кои ги оставаат своите женски јагниња за амортизација на своето стадо, субвенцијата, вкупната субвенција е на 2500 денари. Инаку во источниот регион на државата има околу 142.000 овци, најголем дел од нив се лоцирани во Штипско-Карбинскиот и Беровскиот крај.